Пораснати во работнички семејства, јасно го сетивме товарот на транзицијата, како и вие, како и сиот работен народ во Македонија. Не ни се туги товарот на сиромаштијата, тагата по блиските заминати по светот, неизвестноста на секој чесен човек кој сака пристоен живот. Мислевме, се надевавме ќе помине. 2022 годината од бајките за македонскиот премиер Димитар Ковачевски. И нека ние со среќа на сите. Денес сепак знаеме, не може да помине со корумпирани и погрешни луѓе на најважните позиции на одлучување. Тие си ги скроија правилата по нивна мерка. Сметаат на тоа дека секој друг во трулиот систем кој го создадоа ќе се измори, побесхрабри и откаже. Ние сме овде да им докажеме дека се лажат. Не може само за велико албанскиот шовинизам да има право на амандмани во ова собрание. Со двајца во собрание им ги пореметивме сметките, им ги разобличивме плановите. Сега е време заедно да ги изфрлиме од институциите. Јасно ви велиме, јалови се сите нивни ветувања во заробена држава. Како до сега? Првиот нужен чекор, работата која ни чека, е отстранување на нечесните од политиката и рушење на нивните позиции. Не можеме да живееме нормално во систем каде образованието е луксус, здравието е недостапно за оние кои не можат да платат, правдата е слугинка на богатите, а ресурсите продадени на страници. Ова, другари, е неодржлив систем. Ова што се случува е парадокс, кога од таткото имотот го зема синот. Затоа, во овој историски момент, мораме да се спротивставиме на расипаниот троец СДС, ДПМН, ДУИ, нашите докажани класни и национални непријатели. ВМРО ДПМН е подготвен да влезе во влада со СДСМ. Ним им порачуваме. Пројде вашето време. Со левица, македонецот веќе не е и никогаш повеќе нема да биде инфериорен во сопствената држава. Кога нашите противници се ослабнати, време е да тргнеме да ги нападнеме со уште поголема сила, да ги исцрпиме нивните редови со силата на нашиот карактер, обединетоста на честните и решителноста на македонскиот дух. Ова е последната шанса на нашата генерација за нормален живот во Македонија. Неподмитливите во собранието. Нема влада без левица. Заокружи број 5.